Добар ден, почнува централното издание на вестите. Еве кој настани го одбележа денов. Епидемијата во Гостивар стивнува. Најави за питка вода се уште нема. Се уште имаме присуство на бактерии. Тие не се толку опасни како оние првите бактерии. Бројот на пациенти се намалува. 13 заразени со западно-нилска треска. Тројца во критична состојба. Оние мерки кои што се превземени се таргетираат таму каде што имаме најголем ризик од најголем број од случаите. Во случајов тоа беше Драчево. Центарот за јавно здравје со вонредна дезинсекција во Драчево. Јавен обвинител е соучесник во враќањето на пасошот на обвинетиот битолски бизнисмен Марковски, вели премиерот Мицкоски. Бара истрага за случајот. Ова нема така да заврши. Ова лично јас ви го гарантирам и јас лично ќе го следам овој процес. СДСМ ќе поддржи решение за деблокада на евроинтеграциите, вели Филипче. Тврди дека очекува криза од септември и најавува партиска офанзива во собранието. Водата во Гостивар се уште не е безбедна за пиење и готвење. Резидуалната бактерија и натаму е присутна во водоводот, но здравствените власти соопштуваат дека бројот на нови пациенти со стомачни тегоби продолжува да се намалува. Повеќе од Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Водата во Гостивар се уште не е за пиење ниту за готвење. Според добиените резултати, за гостиварци нема позитивни вести. Резидуелната бактерија се уште е присутна во гостиварскиот водовод, потврди првиот човек на дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов. Се уште имаме присуство на бактерии. Тие не се толку опасни како оние првите бактерии, фекалните бактерии кои што беа откриени на почетокот на оваа криза, но се уште водата не е подобна за користење за пиење и за готвење. Водата е во ред да се користи како техничка вода. За да се добијат овие бактериолошки резултати, потребно да поминат 24, некогаш 48 или 72 часа, бидејќи за да се види развојот на бактериите е потребно подолготрајно испитување. Она што е во добра насока е дека епидемиолошката состојба се подобрува и има континуиран пат на бројот на пациенти кои побарале медицинска помош, велат во писмениот извештај на Министерството за здравство. Во текот на вчерашниот ден биле извршени 36 прегледи во здравствениот дом Гостивар, што е за 37 пати помалку од претходниот ден. Од почетокот на епидемијата, во двете здравствени установи се извршени вкупно 4483 прегледи. Доставени се 1014 формални пријави за заразна болест, а обработени се 706 нови епидемиолошки анкети, со што е постигната покриеност од 70%, велат од Министерството за здравство. Потврдени се вкупно 13 случаи на западно-нилска треска во земјава, од кои 10 пациенти се хоспитализирани, а тројца се наоѓаат во критична здравствена состојба, информираа денеска од Министерството за здравство. Заклучно со 30 јули се потврдени вкупно 13 случаи со западно-нилска треска. На Универзитетската клиника за инфективни болести се хоспитализирани 10 пациенти со потврдена инфекција, од кои тројца се во критична здравствена состојба, се вели во соопштението од Министерството. Поради актуелната епидемиолошка состојба и по стручната процена на ризикот, задолжен е Центарот за јавно здравје Скопје да спроведе дополнителна дезинсекција во населбата Драчево. Вонредниот третман е спроведен во текот на ноќта како дополнителна превентивна мерка за намалување на ризикот од понатамошно ширење на инфекцијата. Третиот пациент кој синоќа по влошување на здравствената состојба беше интубиран и тој се наоѓа на меаничка вентилација. Иначе пациентот е 70 годишен и има и други коморбидитети. Престојувал во внатрешноста на државата и првично таму се пријавиле ова за нега и тоест за контрола. Пациентот од таму префрлен после неврологија, од неврологија од 29.7. е хоспитализиран
инфективна криза. 6 се со место на живење во Драчево, по 2 имаме од Аеродром и од Газибаба и по 1 имаме од Илинден и Сопиште. Сега, тоа е во однос на местото на живење. Секако дека комарците не стојат на едно место, секако дека и луѓето не стојат на едно место, но потенцијалното место на заразување го земаме во домот, односно во просторот каде што тие живеат. Оние мерки кои што се превземени се таргетираат таму каде што имаме најголем ризик, најголем број од случаите. Во случајов тоа беше Драчево. Секако дека и во иднина, доколку се мапираат и други места, доколку би имало собирање на повеќе случаи од други места, дека мерките ќе бидат превземени на други места. Тешката форма на западно-нилска треска е ретка. Се очекува зголемување на бројот на изолирани случаи, вели епидемиологот Даниловски. Автохтоните случаи потврдуваат дека вирусот ова лето навистина локално циркулира. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека го следи случајот со враќањето на пасошот на Борче Марковски, обвинет за злоупотреби од страна на Основниот суд во Струга, и посочи дека во него има груба манипулација, откако што истакна еден локален јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство. Деталите од Маја Стојановска. Од јавниот обвинител во Вишото јавно обвинителство Битола имало груба манипулација, а допрва ќе следи истрага, вели премиерот Христијан Мицкоски, во однос на одлуката да му се врати пасошот на бизнисменот и почесен конзул Борче Марковски, кој од пред 2 дена е во Србија. Постои несогласување меѓу извештајот на Основното јавно обвинителство и записникот врз основа на кој Вишото јавно обвинителство ја донело одлуката, вели Мицкоски, и најави дека ќе има истрага за целиот случај. Мислам дека тука има груба манипулација од еден локален јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство, кој што е соучесник во овој процес. И тоа нема така да заврши. Посебно, јас ако сакам да кажам име и презиме, ќе кажав име и презиме, не би сакал да шпекулирам со имења и презимења, затоа што доправа ќе има истрага и ќе следи истрага за овој процес. Затоа што од страна на надлежното основно јавно обвинителство имаме поинаков извештај од тој кој што е приложен како записник од страна на Вишото јавно обвинителство дека во Битола. Така што ова нема така да заврши. Ова лично јас ви го гарантирам и јас лично ќе го следам овој процес. Марковски ја доби патната исправа назад, откако Вишото јавно обвинителство Битола, по барање на неговата одбрана, наложи да му се даде позитивно мислење за укинување на мерката. Основниот суд во Струга потоа му го врати пасошот, пошто тој ја напушти државата преку граничниот премин Табановце. Дека ќе бидат испитани сите аспекти на донесената одлука и аргументацијата за враќањето на патната исправа најавија и од Основното јавно обвинителство. Оттаму претходно посочија дека во моментов Марковски не може да се смета за лица во бегство, бидејќи според образложението на Вишото обвинителство со определената гаранција биле отстранети околностите кои укажувале на опасност од бегство. Биле прифатени аргументите на одбраната дека неговото патување во Србија е поврзано со работењето на фирмата што ја поседува таму. И според неговата одбрана Марковски не бил во бегство и викендов ќе се врател во Македонија, а доказ за тоа била и дадената гаранција од 5 милиони евра. Марковски и уште 8 лица се обвинети за злоупотреби поврзани со јавната набавка за дислокација на погонски станици од рудникот Ослома и во рек Битола, вредна над 1,7 милиони евра. Судскиот процес продолжува на 2 септември во Основниот суд Струга. СДСМ најавува поддршка за власта ако се обезбеди решение што ќе ги деблокира евроинтеграциите. Предходно во Вести Плюс на Канал 5 шефот на дипломатијата Муцунски посочи дека НМС се и уставни измени со одложено дејство, но вели дека се уште нема договор прифатлив за сите страни. Андријана Лазова-Божиновска. СДСМ ќе биде конструктивна и ќе даде поддршка на власта во собрание доколку се најде решение за деблокада на евроинтеграциите, уверува лидерот на партијата Венко Филипче. На брифинг со новинарите рече дека сепак европските челници при посетите на земјава ни укажале на единствениот излез преку промена на уставот со вметнување на бугарите, па тој е песимист дека може да се најде поинакво решение за да се спречи вето од Софија и во иднина.
Било што кое е прифатливо за нас и за Европа и ќе ја подобри нашата преговарачка позиција, ние ќе го поддржиме. Дали ќе се соочиме со непринципиелна блокада од Бугарија, не знаеме. Што можеме да изгубиме? Со што не плаши ВМРО ДПМН? Јазикот не можат да не го земат, тој е признат. За работата на историската комисија таму се решава со консензус и веќе е постигнат договор за 4 историски личности. Никој не може да ни ја земе ни историјата. Од друга страна, власта тврди дека има активна дипломатска офанзива и нема план Б за Европската Унија. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски во Вести Плюс изјави дека една од опциите која била разгледувана се и уставни измени со одложено дејство, со став дека што и да се договори нема да биде отстапено од националните интереси. Преку ноќ вели нема да се најде решението, но најважно е да се елиминираат потенцијалните блокади за идентитетски прашања. Јавноста треба да знае дека ние имаме постојан активен диалог и со европските институции, и со земјите членки, и со соседна Бугарија. Се уште не сме близко до решение, но разговараме за решение. Решенија кои што се во рамките на позициите кои што ние повеќе пати ги имаме представено на нашата јавност, разговараме за повеќе решенија, меѓу кои што да, ќе потврдам, едно од потенцијалните решенија за кои што сме дискутирале е и моделот на уставни измени со одложна примена, но се уште не сме стигнати до фаза да имаме решение кои што е префатливо за сите страни. За нас што е клучно? Предвидливоста и сигурноста дека нема да бидеме условувани за прашање поврзани со историја, идентитет, јазик и култура. Додека од власта очекуваат на крајот од септември Европската Унија да соопшти кој е планот за проширувањето и перспективата на Македонија. Лидерот на опозицијата оценува дека токму есента ќе донесе криза на сите полиња. Филипче ја критикува владеачката коалиција за игнорирање на опозицијата во собранието и најави дека од септември ќе поднесат интерпелација за спикерот Африм Гаши за кршење на деловникот, како и за Иван Стоилковиќ за вербални конфликти кои биле на рапна ескалација кога се гласаше реконструкцијата. За предлог законот за Скопје 2028. Филипче рече дека е скандалозен и пратеничката група на СДСМ ќе го блокира со амандмани. Законот за Скопје, Европска престолнина на културата за 2028 година, ќе оди на јавна расправа за да не се остави каков било сомнеш околу транспарентност на овој процес, најави премиерот Христијан Мицкоски. Додаде дека се работи за закон кој треба да се донесе во рамки на приоритетите на овој проект и дека тој е изготвен согласно препораките и практиката во Европската Унија. Станува збор за така наречена книга или битбук, која што е добиена уште пред 5-6 години, во која што се дефинирани приоритетите од порано, наследени од оваа влада и од овој градоначелник, за настани кои што треба да се случат 50 дена во годината следната, 27 година, и секој ден во годината, 28 година, а во 29 година тоа треба да прерасне тогаш во јавно предпријатие кое што ќе има директор и така натаму и така натаму. Значи ова е суштината на целиот проект и на целиот процес. За жал, некој се обидува свесно да ја манипулира јавноста и свесно да ги дезинформира граѓаните. Затоа и на моје инсистирање законот од парламентот беше повлечен, истиот ќе биде ставен на јавна дебата. Околу 30% од вработените немаат ниту основна опрема за работа, порача министерот за односи меѓу заедниците Агон Ферати на брифинг со новинарите, на кој ги презентираше првичните наоди од анализата на работењето на министерството. Ферати рече дека во институцијата има 139 вработени, но дека човечките и материјалните ресурси не биле целосно искористени. Ферати посочи дека при увидот не биле утврдени индиции за незаконско финансиско работење, но како сериозен недостаток го издвои недостигот од долгорочно стратешко планирање. Министерот најави нова систематизација на министерството и формирање оддел за стратешко партнерство, меѓународна соработка и односи со Европската Унија. Македонија влегува во период на екстремно високи температури, а со нив расте и опасноста од катастрофални пожари. Дирекцијата за заштита и спасување со апел до граѓаните. Доволна е само една искра за да настане трагедија, додека надлежните уверуваат дека оваа сезона државата располага со засилени противпожарни капацитети. Аларм, тревога. Ве молам, бидете внимателни, доволна е само искра за катастрофален пожар и страшна трагедија.
Македонија ја зафаќа силен топлотен бран, што создава висок ризик за брзо настанување, ширење и тешко гаснење на пожарите на отворен простор, алармира првиот човек на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов. Освен инструкции за превенција од подпалување, тој упати и апел до граѓаните да го пријават секое сомнително однесување на лица кои на отворен или шумски простор се забележани со лесно запалливи материјали и течности. Половина Европа гори. Затоа ве молам, не фрлите отпушок од цигара на отворен простор, особено не од возило во движење. Не палете скара или оган на отворен простор или во шума. Исчистете ја тревата и грамушките од дворовите на вашите викендици и куќи. Пријавете доколку забележите лабави електрични жици помеѓу две бандери, во Евана или на 112. Земјоделци, ве молам, не палете ги вашите стрништа. Сточари, ве молам, не палете ги вашите пасишта. Ангелов уверува дека во оваа сезона на пожари ДЗС настапува со засилен технички и човечки капацитет. Има поголем број на противпожарни возила, меѓу кои 20 Пинцгауери, 15 БТРи и 5 Хермелини, а низ државава работат 900 професионални пожарникари, како и 200 доброволци, изјави Ангелов. За прв пат после долги години, на почетокот на јуни, имавме 3 функционални ер-трактори со функционални пилоти, кои што навистина одлично ја вршат својата работа. Имаме 3 функционални хеликоптери, еден помал хеликоптер кој што ќе го користиме за извидување, како и 2 хеликоптери кои што ќе ги користиме за транспорт на луѓе. На располагање имаме еден голем армиски хеликоптер со ведро со носивост од околу 3 тона. Ангелов додаде дека во случај на големи пожари низ територијата на државава, на располагање се и припадниците на армијата и полицијата. Меѓутоа, како што вели, човечкиот фактор останува најчеста причина за пожарите, за кое е предвидено и кривично дело со парична или затворска казна од 1 до 10 години. Новото зголемување на температурите, кои во одредени региони се очекува да достигне и над 40 степени, го зголемува ризикот од труење со храна, предупредува Агенцијата за храна и ветеринарство. Од Клиниката за токсикологија исто така апелираат до граѓаните повеќе да внимаваат со храната. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Новото зголемување на температурите, кои во одредени региони се очекува да достигне и над 40 степени, го зголемува ризикот од труење со храна, предупредува Агенцијата за храна и ветеринарство. Високите температури, како што велат од АХВ, се погодни за размножување на микроорганизми во храната, поради што особено внимание треба да се посвети на начинот на купување, транспорт и чување на лесно расипливите производи. Оттаму препорачуваат храната да се купува од проверени места каде што производите, особено месото, млекото и јајцата, се чуваат на соодветни температури. А за во објектите за брза храна препораката е да се избегнуваат додатоци што не стојат во ладилник, како што се мајонез, кетчап, крем салати, сосови и преливи. Да се избегнува купување храна со оштетена амбалажа. Разладените или замрзнати производи да се купуваат на крајот од пазарењето, а лесно расипливата храна како месото, млекото, јајцата да не се чува долго време во автомобили или во други транспортни средства. Да се избегнува купување разладена или замрзната лесно расиплива храна која се чува надвор од ладилник или замрзнувач. Велат од АХВ. Професор Жанина Переска од Клиниката за токсикологија алармира дека пациентите кои примаат хронична терапија треба да бидат особено внимателни за време на високите температури. Покрај општата препорака за избегнување престој на отворено во најтоплиот дел од денот и носење лесна и светла облека, доктор Переска советува лицата кои примаат редовна кардиоваскуларна, психијатриска, невролошка и антиалергиска терапија да посветат внимание на задоволителен внес на течности. Постојат посебно ризични групи на пациенти кои што пак се поосетливи на овие вакви високи оптоварувања на организмот од висока температура. Станува збор за пациенти кои што примаат хронични терапии, меѓу кои што би сакала да обрнам внимание за кај пациентите кои што примаат, да речеме, лекови што влијаат на потењето, оние кои што го намалуваат потењето. Многу често тука спаѓаат пациенти кои што примаат терапија од типот на антипсихотици, потоа трициклични антидепресиви, пациенти кои што примаат диуретици, значи лекови за мокрење,
кај нив секогаш е повисок ризикот за да настане дехидратација и на тој начин се повеќе склони кон појава на колапс. Топлотниот бран представува ризик и за животните, предупредува АХВ. Високите температури, особено во комбинација со влага и недоволна вентилација, може да предизвикаат топлотен удар, кој доколку не се третира навреме, може да има и фатален исход за животните. Од АХВ советуваат да се реагира доколку се забележи исплашен поглед, зголемена жет, тикови и грчеви на мускулите. Првичните анализи на белата пена во Вардар кај вливот на Лепенец не покажуваат надминување на дозволените вредности, соопшти Министерството за животна средина. По појавата на пената на 24 јули, Државниот инспекторат за животна средина извршил вонредни контроли кај индустриските капацитети, при што не биле утврдени законски нерегуларности. Конечните резултати од анализите на акредитирана лабораторија се очекуваат на 4 август, пошто јавноста ќе биде информирана за состојбата, велат од Министерството. Во Полициската академија во Идризово денеска свечено беа промовирани 496 нови полициски службеници кои дадоа заклетва и официјално се приклучија на Министерството за внатрешни работи. Во своето обраќање на свеченоста, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски посочи дека Министерството спроведува процес на модернизација на полицијата преку изградба и реконструкција на полициски станици, набавка на нова опрема и возила, подобрување на условите за работа и дигитализација на услугите. На свечената промоција присуствуваа и министерката за образование и наука Весна Јаневска, како и представници на Министерството за внатрешни работи и Полициската академија. Најголемата вредност на полициската професија е можноста секој ден да направите разлика, да спасите човечки живот, да спречите кривично дело или да му помогнете на граѓанин кога му е најпотребно. Денес, кога ќе ја положите свечената заклетва, прифатете ја како лична обврска пред себе, пред вашите семејства, пред вашите колеги и пред Македонија. Обврзете се дека секогаш ќе ги почитувате уставот и законите. А во Војната академија генерал Михајло Апостолски денеска се одржа свеченост во која беа промовирани 53 нови офицери. На свеченоста се обрати министерот за одбрана Владо Мисајловски, кој на новите офицери во армијата им порача дека нивната промоција е нова дополнителна енергија и инвестиција во иднината на македонската армија и во безбедноста на државата. Од денеска вие заедно сте офицери, лидери, носители на довербата на државата и чувари на највисоките вредности врз кои почива секоја професионална армија. Да се биде офицер, значи да се биде пример за сите. Од денеска токму вие ќе бидете препознатливи по трудолюбивост, честност, интегритет, по носење тешки одлуки кога е најпотребно, по превземање одговорност тогаш кога другите се двоумат и по способноста да ги ставите интересите на својата држава и на своите војници пред собствените интереси. Во продолжение разговорот со епидемиологот доктор Драган Даниловски за ризиците од западно-нилската треска, за која во моментов во државава има 13 потврдени случаи. Со него разговараше Сања Трајковска-Ставров. Автохтоните случаи потврдуваат дека вирусот ова лето навистина локално циркулира. Циркулира во така наречениот природен циклус меѓу комарците и птиците. Птиците се резерварат. Тоа не е неочекувано, бидејќи вирусот е присутен во нашиот регион со години. Еве, 3 пациенти се веќе во критична состојба, тоа навистина заслужува сериозно внимание и истовремено треба да се знае дека тешката форма е ретка. Јас некаде напишав во медиумите 1% само од сите заразени. И се јавува кај мал дел од инфицираните, како што реков 1%, и најчесто кај постари лица, кај лица со хронични заболувања и со многу ослабен имунитет. Во наредните недели, за жал, може да се очекуваат и уште поединечни случаи, бидејќи сезоната на комарците се уште трае. Епидемиологијата, знаете, не ја проценува состојбата според тоа колку е една вест гласна, од многу страни.
туку според тоа што ни покажуваат податоците. Ќе бидат тоа поединечни случаи. Прашањето ми е дали институциите реагираа навреме или пропуштија можност со некоја порана превенција и контрола на комарците да го намалат барем ризикот од вакви тешки состојби, бидејќи знаете, нашата популација е воглавно стара, хроничните болести ретко кој ги нема. Па знаете како, кога станува збор за јавното здравје, оценките во принцип треба да следат по една анализа, а не да и претходат оценките, да и претходат анализа. Не е тоа, да речам, стручно фер. По завршување на сезоната ќе може објективно да процениме дали сите мерки биле навремени и доволно ефикасни. Во овој момент најважно е да продолжат епидемиолошкиот и ентомолошкиот надзор, следењето на нови случаи и организирана контрола на комарците. Не веќе прскање со авиони, туку она што се вика терештичка, локално прскање, дезинсекција, зашто тигрестиве комарци што ја пренесуваат оваа треска се слаби летачи и тие се некаде во грмушките на тлото, во воздухот не умеат да одлетаат многу високо. Значи, целта не е да бараме виновници, туку да го намалиме ризикот додека сезоната се уште трае. Прво, институциите би требало да продолжат со организиран надзор и контрола на комарците таму каде што ризикот е најголем. Второ, граѓаните треба доследно да се заштитуваат од уводи со репеленти, значи средства што ги убиваат комарците, заштитна облека и отстранување, ова е многу важно, на застојаната вода околу домовите. Во тацни подсакси, во разни сачиња, во порции за домашни миленици. Овие комарци имаат извонредна виталност, тие можат да ги положат јајцата и во многу мали количини вода. И особено стари автомобилски гуми. Вести Плюс во продолжение на Канал 5. Пријатно.